Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Инфлацијата повторно удира по џебот на граѓаните. За една година кафето и чајот поскапеа речиси за 30%. Подстрижувањето е се поскапо, а лекувањето во бања е луксус. Според Државниот завод за статистика, инфлацијата во мај 2025 година е зголемена за 3,3% во однос на истиот месец лани, а најголем раст има кај храната, пијалаците и помошните медицински услуги. Минималните трошоци за живот за 4-члено семејство веќе надминуваат 63.900 денари месечно, а најголемиот дел од буџетот оди за храна и пијалаци. И додека граѓаните штедат на основни производи, функционерите уживаат во зголемени плати од 1 јуни, а растот изнесува 13,8%. По закон, Министерот за економија тврди дека нема драстично зголемување на цените, но граѓаните секојдневно чувствуваат притисок на паричникот. Пазарната инспекција признава дека има покачување, но имало и намалување кај одредени сезонски производи. Дали ова инфлација е навистина очекувана, како што вели дел од бизнес секторот? Дали политичарите ги интересира вистинскиот животен стандард на граѓаните? И дали граѓаните ќе дочекаат вистински пат на цените? Инфлацијата не запира, цените растат, платите на граѓаните тапкаат, а функционерите слават зголемување од 13,8%. Инфлација? Кој ја чувствува? Граѓаните или функционерите? Тоа е оно што ве прашуваме денес во црвена линија и кога сме кај прашањата се знае. Имаме и денес анкета во која што сите сте добре дојдени. Доволно е да не заследите на Инстаграм, профилот е црвена линија, но и профилот на Телма телевизија и веднаш да кликнете на Инстаграм стори. Таму прашањето е: зголемувањето на платите на функционерите е законско, но дали е оправдано? Да или не? Имате две опции за одговор, кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, дали е тоа да или не, а ние секако, како што и тоа постојано го правиме, ќе ги сумираме резултатите во проценти и ќе ги соопштиме конкретно ова денешно издание на Црвена линија. Секако на самиот почеток и напомена за секој едно учество, верувам и како ќе ве има во ова денешно издание на Црвена линија, повртењето на нашиот број 023070005, секогаш намалувајте го целосно тонот на ТВ приемникот. Продолжуваме со прилогот на Ирена Чачкова, а потоа започнуваме со ова издание на Црвена линија и секако со разговорите, дискусијата со вас. Кафето и чајот стануваат луксус. За една година поскапеле близу 30%, пресмета статистика, но и постражувањето се повеќе удира по џебот. Инфлацијата скокна, статистика измери. Во мај годинава во однос на мај лани е зголемена за 3,3%. Продолжува растот на цените и кај овошето и зеленчукот, за една година скок од речиси 17% има и кај безалкохолните пијалаци. Сериозно поскапување за една година е забележано и кај помошните медицински услуги. За 26% скокнале цените за бањско лекување, домашна лекарска посета, но и на систематските прегледи. Поскапување има и кај услугите за рекреација и за култура, а се повисоки цени има и во ресторанските менија и сместувачките капацитети. Од оние неколку работи кај кои нема покачување на цените се транспортот, но и осигурувањето. И покрај ваквиот скок на инфлацијата, министерот Дурмиши вели дека немало драстично зголемување на цените. Така го информирале колегите од Пазарна. Од тоа што имам информирано вака усно од директорот од Државен пазарен инспекторат е дека немаме драстично зголемување на цените на основните прехранбени производи, така таму каде што е интересот на нашите граѓани. Но подетално утре ќе бидеме известени и извештајот ќе биде достапен и до вас медиумите и до граѓаните. Од Пазарна пак за Телма вела дека анализите се готови за период од 1 месец, направиле проверки во над 1000 продажни места. Забележале одредени покачувања, но тврдат имало и намалување на цените кај зеленчукот и овошето, односно кај сезонските производи. И новиот гувернер Славевски, кога стапи на функција, кажа дека земјава мора да ја следи инфлацијата во ЕУ, каде последните бројки покажуваат дека е околу 2%. Инаку владините проекции се дека годинава ќе се заврши со стапка на инфлација од 2,5%.
Сега е време вас да ве слушнеме и секако сите сте добре додени да се вклучите во ова денешно издание на Црвена линија, како граѓани кои што секојдневно и пазаруваат и се соочуваат, се разбира, со реалноста, односно со тоа какви се цените во маркетите и секако поскапувањето на кои што сме и како сведоци. Па ајде да слушнеме од вас. Факт е дека цените растат, платите на граѓаните тапкаат, а функционерите слават зголемување од 13,8%. Сметате ли дека тоа е инфлација и која чувствува според вас граѓаните или пак функционерите? Време е секако да ве слушнеме што се вели, граѓаните да дадат свое мислење и свој одговор на нашите прашања. Секако за оние кои што многу ви е полесно тоа да го сторите преку коментари, не заборавајте да не заследите и на социјалните медиуми. Facebook е она што ви треба, нашиот профил Црвена линија и профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија паралелно секојдневно ги објавува темите за кои што дискутираме со вас. Така да можете да пишувате и коментари и да споделувате, а коментарите ги читаме и споделуваме со гледачите меѓу вклучувањето на истите во живо. Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Фала. Мице Тредарски од Боговила, од подножјето на Капиново, иначе живам во Избегово. Ја не се кријам, ако важам ко критичар, таму најверојатно. Меѓутоа, ова јас сум го спомнав по една емисија, вратете го филмот што викаме ние наназад, па ќе видите. Го спомнав кога кажав дека државата треба бар најмалку во основните продукти да ја земе све у своји раце. Значи, да увезе и да каже, изволте, другаре, толку ќе продаваш. И пријатно со здравје. Еве ги работите сега из негова Нави Делина. Това е цела работа. А од друга страна, ние влечеме некој корен и тоа сум го рекол. Во фамилија имате вие корен некој. Ние сме држава со некој корен лоповски, изгледаме од почетокот. Како постоиме ко Македонија. И тоа е наследство кај нас. И ние џаве ќе си зборуваме и кој ни се смее, кој на некого му се смееме и така. Ние сме тоа македончињата. А затоа другите си напредуваат од другата страна. Овдека е Македонија и македонците треба да преземат све што треба. Глад и жет и све што треба. А не други сакаме или не сакаме. Са не знам колку може да се разбереме, али само сакав да потенцирам дека ова сум го спомнал од ситуација. Проверете, па ќе се чуеме. Фала, поздрав. Големо благодарам. Со вас и го почнуваме ова денешно издание на Црвена линија, всушност дискусијата со гледачите. Останете и продолжете да го гледате ова издание, веднаш по вас продолжуваме со ново вклучување. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас сум Оцело, не сум одград. Да, ве препознавме секогаш редовно и дел од Црвена линија. Па еве, според вас, која чувствува оваа инфлација, граѓаните или функционерите? Граѓаните. Функционерите си земат пари увај. А ние не земаме пари. Тие не мислят, затоа велат од ибрева функција да си земиш пари без работа. А овдека треба ние да работаме за да земеме пари. И сега ние се неметели да оре да копет за да земат пари. А овие без работа си земат парички. И за ними е најема. Без работа парички колку сакат. А ние не можеме да преживеме со ова. Јас сум пензионер. Ја мало плата земам, ама задоволен сум со што жив. И што сум ми пијач. И сега си пијам по патна. И ја пеем во Сучки бисери. И овие политичарите да имат главна памет малце, не ќе го прават ова. Ама тие само за ними мислят, не мислят за народот. А без народот, што ќе прават тие? Има држава без народ? И ова мајка земја Македонија ни е. И нас. И ние имаме право да земеме нешто и да се храниме. Така ти на? Така, благодарам многу за одговорите и секако што сте редовно и дел од Црвена линија. Продолжете да не гледате
ова издание. Продолжуваме со ново вклучување. Верувам дека секој од вас, особено за темата, ќе бидете заинтригирани. Што се вели, граѓаните од прва рака и веќе може да укажете инфлацијата по кого повеќе се чувствува, по граѓаните или пак по функционерите. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се јавувам прв пат. Драго ми е, верувам и не последен пат. Не знам, ќе видиме дали ќе види последен пат, ама не сум се јавил воопшто кај никој, али ме иредитира ова денеска на ваша тема и да ви кажам, наискрено сум многу револтиран на функционерските зголемувања. Инфлацијата е во ред. Ќе имаме и поголеми инфлации, ама ќе ја кријат тие што ја кријат инфлацијата, али замислете на 120.000 плата која ја земаат, ова 13,8 иде некаде една минимална пензија на еден 17-18.000, колку е минималната пензија, толку е покачувањето на функционерите. Зарем не е грев према тие пензионери што земаат? Зарем не е срамота да го кажуваат ова? Зарем тоа ги узеде кредитите од Маđarска за да земаат тие поголеми плати? Дали се само тие луѓе во ова држава, а другите треба да бидат гладни, да умираат, да питаат, да срамота? Навистина е срамота ова. И прошлиот пат кога беше нивното покачување на тие функционери, се направи на удрени сите. Дали позиција и опозиција се ќутат и си земаат флата. А сиромасите ќе се звудираат по глава и ќе си чекаат до 10 со пензијата и изгаснуваат дома, ќе се пикнат и луѓето само ќе пијат диазепами за да се смират. Јас толку би имал да кажам и благодарам што ме сослушате. Секогаш ќе ве сослушаме и секогаш ќе бидете добредоден. За секоја една наредна тема се разбира во Црвена линија и драго ми е што еве се заинтригиравте и за прв пат како никогаш досега се вклучивте во денешното издание. Верувам нема да биде и последен пат. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Љупчо, еве, по кого ќе биде Тина, јас инфлацијата пофатално, да речеме, по функционерите или граѓаните? Јас сум познат по филозофијата или по дека ние сме веќе за стечај и тоа го верувам 5 години. И еве го дојде денот дека ние стварно веќе влегуваме во стечај. Еве, пазете еден јавувач што не памти дека сум рекол дека ние сме за стечај. Наместо за избори треба да одиме во стечај. И нас ни треба стечајен управник. Ние дојдовме за стечај. Меѓутоа, овој народ заслужува вакви политичари. Стефче Јакимовски вика, кој најдобро лажеше, тој ги доби изборите и продолжува да лажи, народот му верува. Лажа дека нема да ги зголемат платите околу нова година, меѓутоа гледате ги зголемија во јуни месец. И повторно се држат за тој нивни фамозен закон и уставно право по коефициентите. Ама коефициентите не важат за обичен граѓанин, а граѓаните молчат. И па чим молчите, бе, пријатели, дарно ви прават. И им верувавте на нивните убави зборови. Никој не ќе дека да каже дека Бојан Јовановски, овој што е пратеникот што води законодавно Комисијата за финансирање и буџет, на комисија не помине предлогот на Левица за намалување на платите. Го гледаме ли ние собранието што се случува, каков театар прават? Зашто предлогот на Левица ние не го поминуваат на комисија за да си ги намалат платите? Има предлози, меѓутоа господ Ке посетам да се внимава на тајмерот, ова особено важи за оние кои што за прв пат еве денес ќе се вклучат во Црвена линија. 90 секунди се предвидени за едно јавување. Благодарам до вас, господине Љупчо, за учеството во Црвена линија. И секако секој оној кој што сака да се надополни или нормално да додаде нешто или нови 90 секунди, доволно е повторно да го завртите нашиот број 02-307-005. Добар ден. Добар ден. Нормално граѓаните го чувствуваат инфлацијата многу повеќе него функционерите. Чекај се, функционерите пред година и пол-две се изголемија 80%, скоро 78%, и сега секоја година пак се изголемува од 10 до 15%, од 10 до 20%, тука негде, значи и лани се изголемија и сега во јуни пак се изголемија. Значи,
По таа логика, сметано од порано кој се изголемија 78%, сега е значи 100% дојдено од тогаш. И уопште не мислат што за државата, државните интереси. Важно е платата. Таа бил на власт, таа бил во опозиција. Кога изголемува платите 78%, ВМРО беше во опозиција, не кажа, чекајте што правите, буџетот не е толку јак, нема многу пари, си почнете и тој како му одговара. Значи, и овие пратеници се за свој интерес, никако за интересот на државата и на граѓаните. Тие само, кога има гласање, тога му се додворува на граѓаните, а после ги забораваат. После што сака му прават. Значи, го нашле овој мирен народ и функционерите што сака да си прават. И власта, и опозицијата. Што треба? Нормално треба да се бунтува. Ако собраниено се обиколи со 50, она со 500.000 граѓани. Ке посетам тајмерот е 90 секунди, ке ви се заблагодарам за учеството во Црвена линија, но и ке ве охрабрам уште еднаш да го завртите нашиот број, доколку ви се необходни нови 90 секунди да надополните, да се доискажете. Такво ни е правилото. Инфлацијата не запира, цените растат, платите на граѓаните тапкат, а функционерите слават во моментот зголемување од 13,8%. Дали е тоа инфлација и која чувствува граѓаните или функционерите според вас? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Васко од Кавадар ти ставува. Сакам да подсетам само јавноста. Пред се поздрав до гледачите и до водителката и екипата на телевизија Телма. Пред неколку месеци, кога синдикатот се обидуваше на ССМ, ме слушате? Да, внимателно, продолжете. Кога синдикатот се обидуваше да ја покачи минималната плата, имаше една изјава од функционерите, мислам дека беше од Министерката за финансии или дека беше од премиерот, кај што викаше дека ако се покачи платата што ја бараше ССМ, ќе му направиме лоша услуга на работниците. Замислете, ако се покачала платата, ќе сме му направиле лоша услуга на работниците. Сега се направи гледа владата самата себе лоша услуга. Тоа е мала само, како да кажам, некое шегување со народот, значи многу е добро да се покачите вие сами, а на другите тоа да го кажувате така иронично и саркастично. Во тој момент така беше презентирано тоа дека беше убедливо, меѓутоа тоа е срамно и пред народот, затоа што нема резултати видливи, се случуваат некои чудни работи во државата, сите се виновни, сите се заслужни за некои работи, така да незадоволството ќе се одрази на тоа покачување, незадоволството ќе и народот. Ви благодарам многу и имајте убав и успешен ден. Благодарам многу, секако продолжете да не следите и понатаму, по вас секако ќе има и многу други вклучувања, со тоа ќе можеме да слушнеме што мислат граѓаните, односно кои се вашите одговори во однос на пред се тоа што е факт дека цените растат, платите на граѓаните тапкаат, а функционерите слават зголемување од 13,8%. Па оваа инфлација, според вас, кој повеќе ја чувствува, функционерите или пак граѓаните? Добар ден. Добар ден, убав ден. Која чувствува, па се знае која чувствува народот, затоа што е глупав гласа за функционерите. Зашто да гласаме за функционерите? Не се засрамат они, дали се запраша што направија па да ги зголемат платите? Дали може функционерот зошто да зголеми платата? Што дела добри направија за овие месец, година дена, па да само се шетаат од Европа во Америка, од Америка во Јапан, одат на други континенти и како некои опајдари. И само зимаат кредити, народот, онда од кредитот ли ја зголеми пензија, функционерите платата? А за народот трошките ќе ги дадат за греота. Па нели се застрамат, бе? Треба да не излезат уопште, па затоа господинот премиер не може да гледа во телевизорот кога зборува да се обраќа кон граѓаните. Од и телевизорот дома ќе го скршам кој ќе го видам. Не можам и се блуе што викаат теторци.
Срамота затоа што вие кога се обраќате пред народот ќе ја дигнете главата и ќе кажете вистина или не вистина и ќе кажете зошто ги взимаат тие пари. Ќе ги граделе, не знам што ќе граделе, ништо не градат, него си ги зголемуваат платите и си взимаат поли и безбедносни да бидат безбедни. Море да народот кој ќе се дигне, ќе го прашам дали ќе биде тогаш најопасно народот кој се дига. Дали никој ќе го Благодарам многу и вам за активното учество во Црвена линија. Останете со нас. Секако ќе следуваат нови граѓани, гледачи и вклучувања. Сега накусо ќе ве префрлам онаму каде што топло препорачуваме да кликате и секако да се информирате. telma.com.mk во однос на темата и она за што зборуваме денеска, секако вашето внимание нека биде кон насловот, а тоа е скок на инфлацијата, поскапа храна, пијалаци, подстрижување, но и лекување во бања. Кафето и чајот, ке подсетиме, стануваат вистински луксус. За една година поскапеле близу 30%, пресмета статистика, но и подстрижувањето се повеќе удира по джебот. Инфлацијата скокна, статистика измери во мај годинава во однос на мај лани дека инфлацијата е зголемена за 3,3%. Продолжува и растот на цените кај овошјето и зеленчукот, а за една година скокот речиси 17% има кај безалкохолните пијалаци. Денес во Црвена линија ве прашуваме: ова инфлација која чувствува, функционерите или граѓаните? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Црвена линија ли е? Да, ве слушаме, повелете. Само момент да намала телевизорот малку. Тонот на телевизор. Така, како сум добила. Што е темата, ајде ве замоля ако сакате? Па име вака, факт е дека цените растат, платите на граѓаните тапкаат, а функционерите од 1 јуни слават зголемување од 13,8%. Инфлација, како што гледате, има од 3,3%, па која чувствува Доволно ти гледам на мониторот, чукува секунди. Аве луѓе, ќе се представа и това не се ни крие јавно. Но това не е за криење. Име Драгица, презиме Крстовско, од град Виница. Од тука се многу тешко е во. Абе луѓе, не го заебавајте народу, а не вие и сите до ден, па то не се оправа. Јас сум у години човек болна, 90% запирка 9 инвалида и това осакатена од одлишта, модлишта, дервиши и мервиши. Това е се труво. Дека да запамнеш, не ти ја знам возраста, сакаш кажи, сакам. Това дека да запамнеш. Јас може ќе почина, павнете вие. Това се не оправја. Народот е саирџиски настроен. Некој гледа ја да се снајде на таков начин, па други како така. Ние се многу малку што ги има таквија и со седен камен се зид не зида. Повише требе. Јас може нема да сум жива, павнете дека сега е крајно македонско и това се не оправја. Това требе од корен. А това од корен за да биде, требе некој потоп да има нови човеци да има да функционира. Нема дека не се знаело кој јал, кој пил, кој се знае. Се. Ние ќе ви речеме големо благодарам и за вашето вклучување во ова денешно издание на Црвена линија, да не останете здрави и живи понатаму и секако да учествувате активно во секое едно издание на Црвена линија. Одиме сега и на Facebook, ве подсетувам, учествувате и преку коментари и споделувања, ќе ги читаме коментарите, а тоа и ќе го сториме уште од овој момент. Еве како изгледаме на Facebook, заследете Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. На Facebook прашуваме: зголемувањето на платите на функционерите е законско, но дали е оправдано? И почнуваме со коментарот на госпоѓа Цветанка Стојановска. Добар ден. Од култура да оставам простор за другите, избегнувам на секоја тема да коментирам, но ова не ме остави рамнодушна. Иако на слична и друг пат сме коментирале. Слушам министерот за економија вели дека цените не биле драстично покачени. Да го прашам колку треба, или смета дека со паушална изјава ќе не замајува. Со нивните надуени плати плюс патарини и други измислени додатоци, инфлацијата е занемарлива. За покачување на нивните плати спремни се и на полнок да донесат закон, а за граѓаните со ниски примања и пензии никаде ги нема. Да, нивното покачување е законско и оправдано, со неработење.
Како не се срамат, како немаат чувства, имаат ли душа и ќе имаат ли еднаш наситка? Не. Со вакви цени и инфлација не само кафето и чајот, водата од чешма ќе ни стане луксус. Поздрав, Тина. Поздрав и до вас и големо благодарам госпоѓа Цветанка и слободно коментирајте и бидете секојдневно активни со вашето учество во секој едно издание на Црвена линија. Продолжете и понатаму, останатите, пишувајте и секако ве очекуваме и на 02 307 005. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па место платите на функционерите да бидат намалени, барем за инфлацијата, за колку ше инфлацијата, 3,3%, тие се зголемени за 13,9%. Значи 14, 13,8 или 13,9, не гледам точно на екранот, меѓутоа тоа значи 14%, а зошто? За која работа? Која работа ни ја направија? Сезонското овошје и зеленчук, овде ги кренаа цените. Како може сезонското овошје и зеленчук да и кренат цените, кога пазарот е преполно тие работи? Инаку ова подкревање, тоа 78%, е исто така дело на ВМРО. Зошто? Па тој што предложи, што изборичка таму во Уставот, дека може да се кренат платите, тоа беше некој адвокатче, ВМРО-вче, младо, почетник, и овој одма загризија. Фала Богу и СДСМ беа полакомија по таа работа, така да колку што се криви едните, толку се и другите, меѓутоа ВМРО рече, ако дојде на власт ќе исправи таа работа, ама еве не исправа. Сладко му е. Многу му е сладко. Јас не знам шо. Благодарам за учеството и она што го споделивте како ваш одговор со гледачите на Црвена линија. Ве молам само имајте во предвид време траењето на едно јавување во Црвена линија 90 секунди. Тајмерот се објавува од тие причини и на екранот за да имате нели контрола и увид како одминуваат секундите. Во продолжение секако ќе ве посетам, кликајте на telma.com.mk и еве исто ќе истакнеме дека сериозно поскапување за една година е забележано и кај помошните медицински услуги. За 26% скокнале цените за бањско лекување, домашна лекарска посета и на систематските прегледи. Поскапување има и кај услугите за рекреација и за култура, а се повисоки цени има и во ресторанските менија и сместувачките капацитети. Значи цените растат, платите на граѓаните тапкаат, а функционерите слават зголемување од 13,8%. Според вас, кој ја чувствува инфлацијата? Функционерите или граѓаните? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме. Да, повелете. Абе, дај да ги оставиме функционерите, нека си работава. Овие народов треба се заврти на друга страна. Тие си имаат голема мака. Прво да ја унишат државава, второ да го растурат стопанството. Ова покачување што го прават 13%, 113 треба да се покачат. Проблеми си имаат, тие маки си имаат. Овие пажиниве што ги откриваат сега со тој струмичанецот што го притвориле вчера, денес и кога е. Па тоа е цела Македонија заплетена во таква работа. Само што не се откриваат. Уште се држат некои да не се откријат. И унишија држава скроз. Или борба водат да смениме јазик. Од тука почнувата. Не почнува од надвор. Кој може дома мене да ми умени столот на таа страна да седам или на оваа страна? Никој. Сам ја. Ете тоа е и затоа си покачуваат, затоа што имаат проблем, имаат трошоци. Одат натака навака по светот, шетат. Треба да јадат, да пијат тие, греот да се потат. А ова народов, овој народот ќе вика, ќе запри. Нека си посади тамо, нека си прави чаре, нека си бара чаре. Нема друго. Државава ни отиде на наопаку, никој не се свестува да станеме да ја спречиме ова работа. Ние држава немаме инфлација. Каква инфлација? За сите има. И за тие што се гладни има, и за тие прејадените за нив има многу повеќе. Ама ова...
Ви благодарам за учеството во Црвена линија и за одговорите што ги споделивте со гледачите во ова издание. Подсетувам само, внимавајте на тајмерот. Одиме повторно, драго ми е, пристигаат се поголем број коментари и на Facebook. Заследете Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Пишувајте коментари. Во продолжение на прашањето, зголемувањето на платите на функционерите е законско, но дали е оправдано? Атиче Малик еве што напиша. Законски може би е, ама морално? Во време кога кафето станува луксус, подстрижувањето скапа авантура, а пензионери и работници се борат со инфлација и сметки, зголемувањето 13,8% за функционери е шамар за обичниот народ. Инфлацијата ја чувствуваме ние, не тие. Законите треба да служат на народот, не на привилегираните. Благодарам, Атиче, и вам за активното учество во Црвена линија. Продолжуваме со гледачите во живот. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Благодарам. Одговорот е јасен. Значи, инфлацијата ја чувствува само народ, обичниот граѓани. Срамно и безобразно е кога функционерите се обраќаат кон народот и велат ние сме народни изабраници. Тие се народни плячкаши, ајдуци. Го плячкаа народот. Тие земаат европски плати, а народот се дави овде у сиромаштија. Се фалеше премиерот, сме биле четврти у економски раст во Европа. Ама тој раст се должи на раст на трговијата, односно раст на цените. Срамно со што се фали. Кој имавме, која беа у опозиција и опозиционерите, и сегашни и позиција, и сегашни и минати, кога се работи за нивно зголемување на платите, сите се не знам, уште да почнат да јавно да се бакнуваат и да си честитаат дека си ги зголемиле платите. Крајно безобразно, ја не знам до кога вака ќе тераат ова. Народот на простачки стап го донесе ове. Не се срамат ли овие и се фалат уште четврти биле. Минатата година имале раст у четврти квартал, кој се должил на раст на трговијата. Глупости. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Останете со нас. Продолжуваме со вклучување на гледачите. Денес како граѓани секако ве прашуваме. Факт е дека цените растат, платите на граѓаните тапкаат, а функционерите слават зголемување од 13,8% на платите. Инфлација, кој според вас повеќе ја чувствува, функционерите или граѓаните? Добар ден. Добар ден, почитување. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Првен, ја и на вас и на други емисии што ги водат вашиве колеги, бенефициран стаж би со сигурност би предложил да ви се дадат по сите овие глупости од толку проклети, се извинувам, нечум да навредам, јас сум во тие години, возрастни или стари луѓе, кои што овдека ќе исклюка, ќе кажат, ќе филозофираат, а пензионери се никогаш не им стана во главата дека да си го ја гледаат староста, пошто младите им отидат. Парциве и сега само погласени памет продават. 330.000 пензионери во Македонија, од кои последните протести кога беа за пензионерите, единствено од надвор нешто доаѓа од Битола, од Прилеп, од не знам кои Скопјани, кои што е грото на пензионери, седеа по овие парковите или кај што е на влезото зградите да гледаат кој е некоја девојка или мase, жена, кога оди, ниеден не излезе да види. И ден денеска, што кажуваме ние приказни, дека ова се констатира точно е и мизерно е. Ама зашто да не се земат кој некој им дозволува? Камо акција, камо излегување надвор, не на овие и на нашите или вашите мегафонот, еве го, 1-20 мегафони има, еден од Битола, ВМРО, вамо тамо. И едните и другите еве си се следија и си вршат работа. Жално и трагично. И кога би дошло некој закон би се да се изгласат, ние станците да во. Благодарам за учеството, благодарам за одговорите и секако ќе подсетам прво на тајмерот, 90 секунди се предвидени за едно вклучување, така да еве повторно може да го завртите бројот.
А во однос на фокусот денес на црвена линија е секако енормното зголемување на цените. Ќе потсетиме, платите на граѓаните тапкаат, функционерите слават покачување на платите од 13,8%, инфлација од 3,3%. Па која чувствува повеќе? Тоа е темата за денес. Функционерите или граѓаните? Добар ден. Поштување, госпожа Тина. Поздрав, почити до вас, повелете, ве слушаме. Благодарност до вашата екипа што ме уклучија. Предходникот пред мене секој му чест. Најубаво кажа. И јас сум пензионер, критиката важи и за мене. Убаво кажа и за тој гласноуговорникот за ВМРО од Битола. Него друго да кажам. Со среќа нека му е зголемувањето, нека си поменат одморите и една активност Мичковски со Муцунски во Обединетите нации, во Европа, кај се тие институции меродавни, нека даде оглас. Се дава Македонија под закуп 10 години. Некој дојде да не оправи. Само таков еден сериозен оглас. И иначе вака со овие политичари ништо не правиме. Само ќе си тапкаме во место, само ќе си брблеме ние пензионерите, никакво решение нема. Ќе поминат одморите, па дете ми го зборат. Да видите цените колку нагло уште ќе скокне во септември. Чудо, не, сопругата вика нема за изборите. Да скокнат, ќе прават митани на народот. Пак уж еднаш, ако слуша некој од овие политичарите, еден оглас, се бара некој кој ќе му помогне на Македонија од странство. 10 години некој друг да ни биде командант, да ни командува, закон да даде во ова држава, а не ова луда држава стана. Биди ми поздравена, све. Бидете поздравени, благодарам за активното учество во денешното издание на Црвена линија. Одиме и онаму каде што пристигаат коментари. Подсетувам, продолжете да пишувате, ги читаме меѓу вклучување на гледачите во живо. На прашањето, зголемувањето на платите на функционерите е законско, но дали е оправдано, еве што напиша Борчо Иванов. Функционерите не можат да го знаат поскапувањето. Тие шетаат низ светот, јадат, пијат на народен трошок. Во Македонија маркет немаат влезено, во македонски маркет немаат влезено да потрошат некој денар од нивните мизерни плати. Благодарам, Борчо, и вам за активното учество во Црвена линија. Одиме со гледачите во живот. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Вака се слушаме, не? Да, повелете. Јас ќе бидам малку поразличен од другиве. Јас се гордеам кога си ја покачуваат функционерите платата. Така сум горд, така се гордеам, вие стварно не може да ме сватате. Иако јас сум пензионер со најниска пензија, ама вака вие 13,8. Па тоа е малку. Барем уште 5-6 пати по толку и да бидам уште повеќе задоволен. И стварно сум задоволен. Еве, верувајте ми, ова не оговорам вака од хумористички аспект, од вистински аспект. Така треба на големите. Значи, секој месец да се зголемуваат. А на нас, што имам ниска пензија, не треба. Зошто? Зошто за нас? Ми и така животаркаме. Сие, барем си шетаат по светот, си живеат и плати големи и пензии. Сега на брзина ќе ви кажем еден пример. Кога лани се собравме ние пензионерите со ниска пензија, да како еден вид демонстрација, штрајк, како беше тоа, наречено, и врваат овие со големи пензии. Застанавме еден, двајца, викам, абе чекај тука, ние за пензии, абе мавне ми се, вика, бе, мојата голема пензија, шо ќе ми јас тука да стојам, вика, да визнам на сонцето, вика, и да ме гледат народот, вика. Благодарам за учеството. Ева, уште еднаш ке напоменам. Навистина тоа ни е правило од проста причина, и да ви објаснам зошто се одредени 90 секунди, ако ви се чинат малку, затоа што време траењето на целото издание на Црвена линија не дозволува да имаме поголема
поголем секундарник, за да можеме да слушаме повеќе гледачи. Тоа е диверзитетот во однос на одговори, размислување и така натаму. Но ве охрабрувам секогаш и дури кога не ви се доволни овие 90 секунди, добре дојдени сте повторно и повторно да го завртите нашиот број. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, слободно ќе кажам, господине Живко. Може. Знаете што, кога ги гледам бројкиве, 3,3% зголемена инфлација со 13,8%. Па затоа е зголемена, по моје мислење, во контекст на претходниот, може, од каде тие да си зголемат. Знаете што, имаше една партија која велеше 78% која е зголемија функционерите платата, дека тие кои ќе дојде на власт ќе гласат да е намала. Не се случи тоа, да ти све лага. Второто, еве ви во контекст на првиот. Кога волкот, ќе повторам, гледа дека нема кој да ги чува овците, тој ќе ги заколе сите, така речено во наводници. Што сакам да кажам со ова? Па ние што и да гледаме народот се ќутиме. Па ја да сум кони парно речем, не бе 13,8, 130,8 ќе зголемам. И ние ќе си гледаме пак, и ќе си јадиме лук и кромик, и ќе се задоволиме лебо ефтен 200 денари, или 20 денари, и то ќе е. Нека си терат. Нека си терат. Се што се случува, народ прави држава, народ не прави држава. Ќе го посета македонскиот народ. Ако не дојдеше на времето темпо во Македонија да не разбуди тоа, и сега ќе чекавме да имаме држава. Благодарам многу за учеството во ова издание на Црвена линија. Уште еден коментар на Драган Цветковик. Напиша: коефициентот на платите на функционерите треба да е врзан со висината на најниската законски загарантирана плата во државата. Вака се качува просечната плата, а од тоа се покачуваат платите на функционерите, со што повторно се покачува просечната и се така бесконечно, а најниските на работниците ќе стојат во мирување. Почитувани, одиме со реклами, по рекламите следуваат резултатите од анкетата и секако повторна средба во студиото. Почитувани, повторно со Црвена линија, во оној дел каде што е време да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Ве подсетувам, за следете го нашиот профил Црвена линија и профилот на Телма телевизија на Инстаграм. Учествувате веќе во утрешната нова анкета која што ќе биде зададена на Инстаграм стори. На денешната, на која што Црвена линија праша всушност големувањето на платите на функционерите е законско, но дали е оправдано, со да одговорија 11%, со не 89%. Во продолжение ќе ви се заблагодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Секако добре дојдени сте и во утрешното и верувам дека ќе имаме и гледачи кои што ќе дебитираат и за прв пат ќе се вклучат во секоја една наредна дискусија на Црвена линија. Останете со Телма, она што следува е секако да си кажеме со Горан Петревски. Издание во кое што ќе се говори за тоа како пливачките клубови го надоместуваат неработењето на еден од двата јавни базени во главниот град.